Добар ден, јас сум Бојан Велјановски, а вие гледате Бокис Кичен на ЕСИ Радио. Денес ќе подготвуваме нов сос за пилешко. Доколку ви се допадне ова видео, обавезно го лајкнете, шервајте го и претплатете се на YouTube каналот на ЕСИ Радио. Останете до крај на ова видео, одиме на подготовка на овој рецепт. За овој рецепт потребни намирници ни се пилешки стек, шери доматчиња, доматна паста, пармезан, брашно, една пиперка, една главица кромит, слаба масленост на млеко, крем за готвење, вода, сол, макдонос, од зачини ќе користиме медитерански зачин, црн бибер, оригано, лук во прав и црвена пипер. Најпрво го сечиме стекот, правиме засеци на стекот, вертикално и хоризонтално. Помалку само сечнете, не многу, за да не се распадне стекот во пржењето. Еве вака, сосема е доволно, колку за да може да ги упие сите зачини што ќе ги ставиме унатре. Така. Следно во длабоко мало садче ставете пипер, црвена, следно ставете малку лук во прав, малку босилек, црн бибер, и медитерански зачин. Измешајте тоа сето убаво и ставете врз стекот од двете страни и измесирајте го, за да може да се упијат сите состојки. Следно, парчињата стек зачинети ги ставаме во бело брашно, притиснете и ставете на страна. На загреана грил тава ставете малку маслиново масло и ставете ги парчината стек. Пржете ги 10 минути од едната страна и 10 минути од другата страна. Пред тоа ставете капак, за да може убаво да се испржат. Додека стекчето се пржи, ние ги спремаме намирниците потребни за сосот. Една главица црвен кромит, сечете на пола и само на половинки. Што е потенко, то поубаво. Ставате во длабок сад. Со пиперката исто на тенки ливчиња. Еве вака. И ставаме 7 до 8 шери доматчиња, од кои само ќе сечиме на пола. Еве вака. Свртете ги од другата страна.
И оставете се 10 на минути да се допржат и од другата страна. Кога ќе добие златна кафена боја, тргнете и ставете во плех за печење. И на 250 степени, околу 3 до 4 минути е сосема доволно, ставете го во релно. На загреана тава ставете малку маслиново масло и ставете го кромидот да се пропрше. И 3 чешни на лук цели. Измешате. Кога ќе почне кромидот малку да е променува бојата, ставете и пиперката. И малку ставете од зачинот. Тука имам црвена пипер, орегано, босилек, лук во прав, медитерански зачин и црн бибер. И малку сол. Малку ставете, остатокот ќе оставиме на крај. И оставете да се пржи околу 3 до 4 минути, максимум 5. Ставаме 2 лажици доматна паста. И измешате. И одма додаваме една чаша, околу 150 до 200 мл вода. Оставете малце да поврие. Кога ќе почне сосот вака убаво да се загуснува, додадете, ќе обустираме малку сосот со 100 грама спанаќ. Измешајте. И одма додаваме 30 до 30 мл слаба масленост на млеко. Оставете уште неколку минутки да поврие. Следно ставаме 250 мл крем за готвење. Измешајте. И додадете ги шери доматчињата. И малку макдонос. Измешајте. И оставете да се готви од прилика 5-6 минути. Малку додадете од зачинот. Многу малку. Измешајте. И сега како последна намирница што ќе ставиме во сосот е пармезанот. Значи со ситно ренде. Изрендете од прилика малце повише од пола парче пармезан. Доволно е толку. Измешате. Да се соедини. Откако ќе се соедини пармезанот со сосот, тргнете на страна. Во чинија бела ставете одоздола од сосот. Распоредете убаво. И сега ставаме едно парче стек, кој ќе го сечиме хоризонтално, само не целосно.
и ќе оставиме врз нашиот сос. Е вака. Додадете малку Макдоналдс за окрас на чинијата. И шери доматче. Сечено на пола. Тоа е тоа. Тоа е нашиот сос за пилешко. Се надам дека ова видео ви се допадна. Доколку ви се допадна, обавезно го лајкнете, шервајте го и претплатете се на YouTube каналот на Еси Радио. Исто така можете да ги погледнете моите останати рецепти на моите официјални страни Facebook, Instagram, TikTok и YouTube Boki's Kitchen. Ние тука се одјавуваме и се гледаме во наредна епизода со нов рецепт. Чао!